Добро вечер. За неколку минути почнува третиот дневник на К3. Ова се само дел од најавите. Шуштавец во Липковско Гошинце. Земјоделците имаат можност за остварување на старосна пензија. Турските власти се согласија со предлогот на САД да не извршуваат самостојни воздушни напади врз Исламска држава во Сирија. Македонската одбојкарска репрезентација го направи најголемиот успех со пласманот во финалето на Европската лига. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Во Липковско Гошинце угинал добиток од болеста шуштавец, потврди од Агенцијата за храна и ветеринарство. Болеста се јавува повремено во планинските села, но не е опасна по здравјето на човекот. Во одгледувалиштето каде што се појавила добитокот не бил вакциниран. На терен се превземаат потребните мерки. Во едно одгледувалиште во Липковското село Гушинце угинал крупен добиток. Според информациите на Агенцијата за храна и ветеринарство станува збор за едно говедо и 3 телиња од исто одгледувалиште кои угинале вчера од болеста шуштавец. Добитокот не бил вакциниран. Болеста не е опасна по здравјето на човекот. Ветеринарите се на терен и се преземаат потребните мерки, односно се вакцинира добитокот од одгледувалиштето, а се ревакцинира и добитокот од соседните одгледувалишта. Денес од страна на ветеринарното друштво Тодор Велков од Куманово потврдено ни е присуството на болеста шуштавец во село Гошинце. Пријавено е угинување на една крава и 3 телиња. Дистриктот Гошинце е познат како повремено пријавување на познато тоа што повремено се пријавува болест. Во истото село направена е претходна вакцинација. За жал, кај еден од одгледувачите не е направена вакцинацијата, поради што се појавила болест. Кравата и телињата угинале од болеста од клостродијална инфекција. Болеста не е опасна по здравјето на човекот, изјави Табаковски. Оваа болест се појавува повремено во планински села, како што е Липковско Гошинце. Тамошните одгледувачи најчесто го вакцинираат добитокот, што не е случај во ова и уште едно одгледувалиште во Липковското село. Во овој случај се делува локално, посочија од Агенцијата за храна и ветеринарство, така што екипите на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков се во Гошинце и се преземаат потребните мерки. Состојбата на терен се следи. Денеска и регионалниот центар за управување со кризи ја пренесе информацијата и оттаму додадоа дека добитокот кој е угинат согласно препорачаните мерки е закопан. Кај нив случајот го пријавил одгледувачот. Кумановските пожарникари во текот на вчерашниот ден интервенирале 4 пати. 4 пожари на Сува Трева и опожарени стрништа се случиле на подрачје на 2 села Речица и Романовце. Кумановските пожарникари во текот на вчерашниот ден интервенирале 4 пати. Пожари на Сува Трева и Стрниште се случиле на подрачјето на селата Речица и Романовце. Од регионалниот центар за управување со кризи денеска информираа дека вчера во периодот од 20:25 до 21:20 часот пожарникарите интервенирале на површина од 3,6 хектари во Речица, каде што горела Сува Трева и опожарено Стрниште. Претходно во попладневните часови на 2 пати кумановските пожарникари гаснеле повторно Сува Трева и Стрниште. Во текот на вчерашниот ден било интервенирано и во селото Романовце, каде што исто така горела Сува Трева и Стрниште. 4 пожарникари со едно противпожарно возило успеале да го изгасат пожарот кој избулнал во 18:20 часот, а бил изгаснат околу 20 часот. Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина од Куманово организираа летна крводарителска акција во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Акцијата се спроведе успешно. Собрани се 30 крвни единици. Во просториите на Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа традиционална летна крводарителска акција и истата е во организација на Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина од Куманово. Со оглед на тоа да може да не достигаат единици од одредени крвни групи, одзивот на акцијата беше успешен. Беа собрани 30 крвни единици. Одзивот е очекуван, имаше доста дарители што дојдоа да даруваат крв во однос на временските прилики дека е летен одмор, малку е помало одзивот во однос на другите месеци во годината, но сепак досега имаме соберено околу 30 крвни единици. Совсем сме задоволни и за нас секоја крводарителска акција ја сметаме за успешна, бидејќи секоја
соберена крвна единица, значи спасен нечи живот. Крводарителите кои даруваат крв ги повикуваат и останатите граѓани да почнат да даруваат крв, бидејќи е добро за здравјето и пред се е хуман чин. Ова мислам дека околу 10 пат како дарувам крв. Практикувам веќе во последните години, барем 2 пати годишно да дадам крв, затоа што пред се од некои хумани, бидејќи нели крвта е она најскапоцена течност која треба, значи која понекогаш нели може да спаси туѓи животи, така што еве од таа повода редовно веќе почнам да практикувам да дарувам крв. Бидејќи сум од средношколските денови како крводарител и сум вработен во земјоделско училиште и одговорен сум за одржување на крводарителска акција во истото училиште. Јас инаку од хумана гледна точка да се помогне на народов, бидејќи има многу, видиш што се дешаваат саобраќајки, несреќи и мора се помогне на народ. А сепак во Институтот за трансфузиологија фали одредени количини крв. Црвениот крст и понатаму продолжува со активности во одржување на крводарителски акции. Мостот на улицата Црнотравска и населбата Јоско Илиевски се уште стои разрушен од надојдените води. И покрај поднесената граѓанска иницијатива од страна на жителите до општината и нивното ветување дека ќе се реши овој проблем. Никој не дојде да го санира мостот, се жалат револтираните граѓани, кои бараат итно решение за овој проблем. Граѓаните од населбата Јоско Илиевски се соочуваат со уште нерешениот проблем на разрушениот мост кој ги поврзува со улицата Црнотравска. Од месец февруари мостот е разрушен од надојдените води, кои покрај поднесената граѓанска иницијатива од жителите и ветувањето од општината дека проблемот ќе се реши, се уште не е саниран, велат жителите од населбата. Од општина добиме ветување дека ќе се санира мостот, ќе добиеме некој монтажен мост од министерството за одбрана, меѓутоа до ден денеска немаме никаков одговор и градоначалник бе градоначалникот Зоран Демјановски кој и како не прими добро срдечно не прими и тој од своја страна изрази желба да донира две своји плати, меѓутоа тоа е недоволно за санирање на овој мост, бидејќи мостот ќе чини поскапо. И овдека во населбата Јоско Илиевски ние имаме жителите, тоа е голема населба, преку 120 семејства. Граѓаните се револтирани бидејќи имаат големи проблеми со здравството. Не знам што е работата, сите наидуваме на глуво уво, бидејќи ни кажуваат дека се одредени средствата од Советот и дека е побарано од Министерството и до денеска ништо немаме добиено конкретен позитивен резултат. Мостот представува голем ризик за сите. Од разрушеноста не може ниту едно возило да помине. Децата и жителите мораат пеш да одат, а при тоа да внимаваат да не бидат жртви на мостот. Треба цело Куманово да окружимо да идемо дома. Никола не може да проваѓа. Не знам, никој не зима мерке да ја направи овој. Чекам, очекуваме нешто да биде. Ништо не бива још. Треба, закон се е закон. Треба барам да земе некој масе, ради деца, ако не заради нас. Но ова не е единствениот проблем на жителите на Црнотравска. Додава дека немаат ни осветлување за кое уредно издвојуваат средства до општинската каса. Разрушениот мост, ископаната улица без осветлување, само по себе е ризик за сите граѓани од сообраќајни незгоди кои поминуваат тука. Тука е опасно, секој ден е опасно на сите дециња, ние повозрастни, има повозрастни од нас, дека многу е опасно тука. Видиш во која ситуација, во кој мост луѓето проаѓаат. Од зор има, и како што рече мојот сограѓанин и комшија, дека тука најдуваме на тежок проблем, секојдневни проблеми имам. Имавме случај кога детето падал тука, благодарно со Господи од луѓето, го спасивме детето. Тука имам уште еден најголем проблем, ноќеска тука нема осветлување на улиците, имаме најдат луѓето на тие улични, тие кучиња скитници што ги викаме ние и ти ги напаѓаат луѓето. Револтираните граѓани од овој дел на Куманово упатуваат апел до општината, што е можно поскоро да го реши нивниот проблем, кој е на само 500 метри од централното градско подрачје. 3-годишно дете почина во сообраќајна несреќа која се случи околу 20:30 часот на регионалниот пат Страцин-Кратово во селото Ралево. Станува збор за 45-годишниот Милеса од село Подржи конј кај Крива Паланка, кој управувајќи со патничко моторно возило Мерцедес со бугарски регистарски таблици удрил во 3-годишниот Стефан. Детенцето починало на лице место.
Владата на Република Македонија на својата последна седница ги усвои измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов истакна дека тоа се измени со кои се излегува во пресрет на барањата на земјоделците во државата, при што ќе се создадат законски можности оваа група на граѓани да се стекне со старосна пензија. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска информираше дека владата на Република Македонија на својата последна седница ги усвои измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Спасов истакна дека тоа се измени со кои се излегува во пресрет на барањата на земјоделците во државата, се решава значаен проблем со кој се соочуваа неколку стотици индивидуални земјоделци, при што со усвојувањето на овој закон од страна на собранието ќе се создадат законски можности оваа група на граѓани да се стекне со старосна пензија. Со ова законско решение се излегува во пресрет на барањата на здруженијата на земјоделци, синдикатите и голем број граѓани. Со овие измени се предлага да се воведе законска можност на земјоделците да им се пресмета во нивниот стаж и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со што би се создале можности за исполнување на минималните услови за остварување право на старосна пензија, односно 15 години пензиски стаж, при што ова законско решение ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 година, рече Спасов. Осигурениците кои имаат статус на индивидуални земјоделци заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија, во нивниот стаж на осигурување ќе се пресмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, доколку земјоделецот бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен во време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците. За реализација на оваа мерка со која земјоделците имаат можност за остварување на старосна пензија, владата ќе одвои околу 34 милиони денари на годишно ниво за исплата на пензии. Шеста школа на млади лидери по иницијатива на председателот Ѓорѓе Иванов ќе се одржи во Охрид од 16 до 28 август. На школата за млади лидери ќе има вкупно 44 учесници и околу 20 предавачи од Македонија, Европа, САД, Израел и Мароко. Преку школата за млади лидери на председателот Иванов сакаме да ги мотивираме младите да ја развиваат својата визија како идни трансформацијски лидери на Република Македонија. Визијата на еден трансформацијски лидер дава насока, фокус, цел и просперитет. Во Македонија имаме прекрасни млади луѓе кои се добро едуцирани и ја сакаат Македонија и сакаат со својот потенцијал и искуство да направат позитивни промени во општеството. Школата за млади лидери на председателот Иванов е одлична платформа за нивниот почеток за еден таков одговорен и лидерски предизвик. Преку програмата на оваа школа сакаме да мотивираме создавање на големи лидери кои ќе ја инспирираат големината кај другите, изјави Гордица Карамфиловска, раководител на проектот. Меѓу предавачите на шестата поред школа за млади лидери се поранешниот подпредседател на Европската комисија и поранешен министер за надворешни работи на Италија Франко Фратини, поранешниот бугарски председател Петар Стојанов, директорот на Кралскиот институт за меѓународни односи од Белгија Марко Те, членот на извршниот комитет на Трилатералната комисија и председател на организацијата East West Bridge Јован Ковачич, директорот на Европскиот институт на Фондот за американски студии Метју Квасиборски, како и генералниот директор на Исламската образовна научна и културна организација ИСЕКО Абдулазис Отман. Предавања на школата ќе одржат и други истакнати поединци, успешни лидери на компании и представници на етаблирани институции од Македонија, Холандија, Србија, Турција и други држави. Годинава на школата учествуваат и тројца представници од Организацијата за социјална одговорност од Турција. Во изминатите 5 години во школата учествувале 200 млади луѓе и над 120 предавачи, меѓу кои и поранешни председатели на Чешка и на Србија, на Европската академија на науките и уметностите, како и многу амбасадори, функционери од Европската унија, директори на меѓународни институти и професори од реномирани светски универзитети. Конкурсот за шестата поред школа за млади лидери беше објавен минатиот месец. Турските власти се согласија со предлогот на САД да не извршуваат самостојни воздушни напади врз Исламска држава во Сирија. 36 часа по експлозиите во индустријскиот дел на кинескиот град Тиенцин се уште бесниат пожари. Британската мафија во Северна Франција организирала канал за префрлање на мигранти од Блиски Исток и Северна Африка преку Ла Манш во Британија. Вести од светот.
Турските власти се согласија со предлогот на САД да не извршуваат самостојни воздушни напади врз позиции на борците од групацијата Исламска држава во Сирија, надвор од рамките на операцијата на меѓународната антитерористичка коалиција, изјави потпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби. Ги замоливме турските власти да не извршуваат самостојни воздушни напади врз позиции на Исламската држава во Сирија, додека Турција целосно не се интегрира во меѓународната антитерористичка коалиција, за да биде обезбедена безбедноста на извршуваните воздушни операции за коалицијата во мощно оптоварениот воздушен простор. Турците се согласија, додаде Кирби. 36 часа по експлозиите во индустријскиот дел на кинескиот град Јенцин се уште беснеат пожари, а спасувачите пронашле еден преживеан 19-годишен пожарникар. Официјални представници претходно соопштија дека во несреќата загинале 17 пожарникари, а Министерството за јавна безбедност истакна дека дури 18 се водат како исчезнати. Шефот на пожарникарната служба во Тјенцин, Жут Јан, изјавил дека повеќе од 1020 пожарникари и 140 пожарникарни возила се уште се борат со огнот. Најмалку 3500 жители на градот ја поминале ноќта во времени за солништа. Магазинот кој експлодира е во собственост на компанијата Ruhe Logistics, која се занимава со преработка на токсични хемикалии. Британската мафија во Северна Франција организирала канал за префрлање на мигранти од Блискиот Исток и Северна Африка преку Ла Манш во Британија, јави BBC. Според градоначалникот на францускиот град Тетегам, Франк Дерен, тврди дека мигрантите на британската територија влегуваат со возила со британски регистерски таблички. Шверцерите на мигранти действуваат во близина на францускиот град Денкерк, каде има бегалски камп, а мигрантите се превезуваат во камиони. Еден мигрант за BBC изјавил дека потрошил 15.000 фунти за да стигне до Велика Британија, 12.000 фунти за патување до Франција и уште 3.000 за илегално да го премине Ла Манш. Тој посочи дека шверцерите со мигранти носат оружје и го потребуваат врз бегалците кои не ги прифаќаат нивните услови. И седмопласираната од Евробаскетот оди во квалификации за Олимписки игри. Тоа значи дека и седмопласираната репрезентација од Европското првенство, кое започнува на 5 септември, ќе добие шанса да настапи на предолимпискиот турнир. На кошаркарскиот турнир на Олимписки игри 2016 ќе настапат 18 селекции, наместо досегашната пракса од 12, што значи дека Европа ќе има 5 наместо досегашните 4 представници. Тоа значи дека и седмопласираната репрезентација од Европското првенство, кое започнува на 5 септември, ќе добие шанса да настапи на предолимпискиот турнир. Истото важи и за четворопласираните репрезентации од шампионатите на Азија и Африка. Преостанатите 3 места ќе бидат пополнети по принципот Wild карта, која ФИБА ќе им ја врачи на државите кои нема да успеат да се пласираат, а имаат одреден квалитет и углед во кошаркарската јавност. Македонија на Европското првенство ќе настапи против Грција, Холандија, Хрватска, Грузија и Словенија. Македонската кошаркарска федерација се приклучи кон кампањата Шанса за живот, иницирана од компанијата Окта. Сите средства собрани од пријателскиот надпревар со репрезентацијата на Израел се веќе донирани за целите на кампањата. Македонската кошаркарска федерација се приклучи кон кампањата Шанса за живот, иницирана од компанијата Окта. Сите средства собрани од пријателскиот надпревар со репрезентацијата на Израел се веќе донирани за целите на кампањата. На повик на федерацијата, фановите на кошарката преку донирање на минимум 100 денари добива алка со логото на кампањата и со тоа може да го следат надпреварот и да дадат поддршка за кампањата. Преку активностите на кампањата Шанса за живот ја увидовме состојбата на оделението за интензивна нега и потребата од донација. Овој надпревар е само почеток на нашиот придонес кон хуманата цел што ќе продолжи и понатаму. Благодарни сме на сите оние што беа присутни на надпреварот и се вклучија во кампањата, но воедно, како што ние ќе продолжиме со нашата поддршка, ги повикуваме и граѓаните на активно вклучување во кампањата Шанса за живот, изјавија од федерацијата. Окта како главен донатор ја започна кампањата минатата година со цел подобрување на условите на интензивното оделение,
каде секојдневно се сместуваат бебиња родени со компликации од целата држава. Преку кампањата Шанса за живот за интензивното оделение беше набавен нов инкубатор, а се обезбеди и сервис на останатата опрема како аспиратори, перфусори и 3 постоечки инкубатори. Наскоро следи и нова донација, најавуваат од ОКТА. Активностите поврзани со кампањата Шанса за живот ќе продолжат и во наредниот период, но овој пат со целосна поддршка и учество на настаните од страна на МКФ. Топлата ноќ најави топло утро, а утрото ден. Имавме уште еден врел летен ден, а да видиме што ни подготвува атмосферата за утре. Метео. Ви благодарам на вниманието. Останете со нашата програма. Пријатна вечер.